интересира за запишување? Кога почна да отвориш? Па се сеќавам дека некаде беше осмо деление, кога почнав да ги пишувам првите прозни текстови, раскази и ги носев на наставничката од основна и ми ги оценуваше, така ме подреше само на некој начин, дори не стигнав да се охрабрам и да напишам првата книга. Пишуваше кратки раскази прво, тоа беа да речеме некои твои мали дела со кои почна да се интересираш повеќе за книжевност? Да, исклучиво кратки раскази, прозни текстови, кои што најверојатно тогаш не сум знаел да напишам долго прозно дело, како роман, или пак не сум се охрабрил, ама сепак сум ги пишувал во осмо деление, сум пишувал освен проза и поезија, и колку што се сеќавам, имам добиено неколку први награди на локално и државно ниво за проза и поезија. Сакаш ли да читаш? Милуваш ли да читаш книги? Имаш ли некои омилени автори кои што следиш? Да. Може би ќе звучи чудно, ама како помал сум сакал да читам повеќе. Најверојатно затоа што сум читал приказни кои што сум ги научил, затоа што сум ги сакал да ги прочитам, а откога почнав да пишувам тоа што сакам да го прочитам, го пишувам. Така да, како мал сум имал омилен автор во осмо деление, тоа ми беше Толстој. И се сеќавам кога ја раскажувавме на час лектирата Протокол за 80 дена, јас дента и кажав на наставничката по македонски дека сум ја прочитал Анна Каренина и дека ме воодушевила, и од тогаш мислам дека сум почнал онака баш да се интересирам за книжевност. Добро, кажи ми, кој беше твоето прво дело? Сосема прво, не како книга, како првенче, туку сосема прво дело кое што си го чувствуваше како нешто што те поттикнало и понатаму да се бавиш. 10 под 0. Имам текст на блогот мој, се вика 10 под 0 и текстот е многу необичен. Сега да го прочитам и што сум го прочитал, детско пишување, недосреано, неконкретен стил на пишување. И знам дека 10 под 0 ми беше првиот текст што се охрабрив и да го објавам. Се работеше за некоја си скршена љубов, мислам, се разбира. Да, така да тоа и потоа знам дека имаше текст перфекционистката и бикот, и потоа не се сеќавам. Кажи ми, што ти представува инспирација за пишување? Од каде ја црпиш? Инспирација за пишување барам од секаде. Буквално како помалку сум почнал да творам, сум знаел и во обични кафиња, со друштво, во разговори со мајка ми, со роднини, да најдам нечива приказна и да ја претворам во моје дело. Ама со тек на време се учиш дека тоа е техника едноставна и седнуваш и решаваш да напишеш приказна за одредено нешто за кое од после тоа инспирацијата не мора да е одма. Секогаш е спонтана, да, ама самиот процес на пишување и не е толку спонтан, туку е вид на техника ако се научиш како. Тоа што сум инспириран од
секојдневие сум инспириран и од тоа што ми се случува на мене, и од лични искуства, и од туѓи искуства, тоа што ми е прераскажано, од тоа што се случува на други, се случува на вести, во филмови, по светот, од се земаат моменти кои на крај бите мотивирале да тоа биде едно дело. Кажи ми, кога ја напиша твојата прва книга и ако можеш малку да ни објасниш целиот тој процес на создавање, што значи тоа за тебе, нешто околу промоцијата и така? Првата моја книга, туша на парче хартија, ништо повеќе, туку само збирка на поросните текстови што пред тоа сум ги напишал, офаќа некои, не знам, 80 текстови кои ќе напишав во рокот 2 години, ништо повеќе. И кога прв пат се осмелив да објавам книга, знам дека зборував со татко ми за тоа каде може, што може. И првата книга ја ставив и со тој наслов, за тоа што секој во тоа, нели, време од мојот живот, секој расказ е само парче од тоа што ми се случувало на мене. И можам да кажам дека првата книга е навистина повеќе автобиографска, затоа што тогаш и не баш сум знаел некоја животна приказна да раскажам, освен своите емоции. И кога татко ми се реши да застане зад мене, се разбира се едно со мајка ми, побаравме начин и книгата се испечати во печатница Напредок Тетова. Во некои, не знам, 300 до 500 примераци и промоцијата и беше во музичкото училиште во салата. Тоа беше толку ново искуство за мене, нешто толку неверно дека се случува, дека јас имам своја книга. Не беше тоа во издавачка куќа. И за тоа време мислев дека сум го допрел прво, дека сум го постигнал тоа што го сакам. Не сум знаел дека тоа прво не е тоа што треба. Чувствуваш ли поддршка од останатите, задоволство? Имаш ли добар прием на првата книга на пазарот и воопшто кај твоите блиски, кругот, да речам? Да, имав најголема поддршка од истата таа наставничка од основна, и там ми беше и промотор. Имав поддршка, се разбира, но како младо дете, толку младо, што само сака да пишувам, не мислам дека некој толку беше, па дури родителите не беа толку сигурни во тоа што го сакам. И многу нормално во рана адолесценција, па што и да посакаш ти е некој детски сон. Колку години имаше кога ја објави првата книга? 15. Да. 15. И кога ја објавив, уште понатамо се случува секој дневни разговори од типот на доста ти е, заврши, ете, нели, ти си исполни таа желба, ама од кога напишав првата книга, се решив за поголемо, посериозно прозно дела, значи не раскази, туку роман. Колку книги вкупно до сега имаш напишано, ако можеш постепено да ни објасниш процедурите на создавање на... 4 книги. Првата сега спомнав, точно на парче хартија.
втората Кргот на животот, третата Сенки на полноќ и четвртата Ноќта кога напуштив Прага. По што се разликуваат една од друга? Првата, како моја дебитантска книга, ми беше, мислам, се уште е многу поразлична од останатите, затоа што е збирка на проза и поезија и цитати. Втората, третата и четвртата книга се романи, животни приказни, ама со различен жанр. Втората книга, знам дека откако ја испечатив првата книга, Кругот на животот имав замислено како роман, семејна драма, затоа што се случува во животот на едно семејство во Скопје во 90-тите. Го напишав тоа и го имав како спремна скрипта, без да знам кај да го објавам, што да направам со него. И најверојатно звезди ми се споја да ме сконтактираат од издавачата куќа Матица Македонска од Скопје, затоа што ми виделе книгата и паметам тогаш и многу критичари, лектори ми има кажано дека мојот стил на пишување ги потсетувал на Албахари и тогаш бев порадуван со него и кога Кругот на животот ја издадав, баш тогаш мислев дека тоа е тоа, дека нема понатамо. По една година од Кругот ја издадов Сенки на полноќ, исто кај нив. Сенки на полноќ е, морам да кажам, затоа имам истражувано, ми работено по некои европски стандарди на пишување на книга мистерија трилер. Искрено, Сенки на полноќ ми направи прилично голема промена во кариерниот тек. Не очекував дека толку би се пронашал во тој жанр на книга. Баш во мистерија и цапелети, тоа што навистина умеам да го држам читателот во неисчекување. Таа направи прилично голем успех, за разлика од претходните две. Потоа чекав 3 години за да ја создадам нешто кога напуштив Прага. Во Прага сум бил, али не нешто со кое ја поврзувам книгата, нит па сметам дека ми инспирацијата од градот баш, туку тој тотално природно, не плански да биде градот баш Прага и претходните книги се случуваат во Скопје, действието нивно. Ноќта кога наштив Прага се случува во Прага, во времето на Прва светска војна. Се работи за самохрана мајка која што го губи сопругот, останува со нејзиното дете и од Прага пребегнува во Острава. Острава е градче каде што живее нејзиниот единствен роднина. Прага ја издадов во култура по 3 години, откако се одлучив да ја сменам издавачката куќа и искрено сега сум најзадоволен од тоа што сум го отворил и од фидбекот на тоа
и од самиот третман како еден автор. Така да сметам дека последната книга ми е и полн погодок и тоа во суштина што сум. Натрешно. Може би најблиска до мојата прва книга, иако врска си нема, тама е најблиска во смисол дека на мене ми е најблиска до срцето ставно. И кажа дека наставничката што од самиот почеток ти била поддршка. Да. Но колку се тука битни родителите, пријателите и оние кои те окружуваат? Важни се. Јас лично секогаш добивав поддршка од моите најблиски. Ќе бидам искрен, повеќе на почетокот од пријателите, отколку од родителите и роднините, зашто родителите се во некоја заблуда дека детето не знае што прави, дека тоа само еден сон, го кажав тоа, а пријателите најверојатно дека беа поприлично моја возраст, па се пронаоѓа во текстовите, па ја гледа вредноста, ја гледа расширеноста на социјалните мрежи на тие мои раскази, а тоа родителите не го гледа. Така да за почетокот морам да бидам искрен, пријателите ми беа прилично она баш ветер во грб. Кажи ми, кажа дека последната книга разработува приказна која што има историски моменти и така. Да. Колку во самиот процес на творење е важно и образованието на авторот, познавањето нели на општа култура и други нели информации, литературата се знае, изучување нели на мајчиниот јазик, техники на пишување и слично. Јас учев во гимназија, а сега студирам психологија. За четвртата книга ми требаше многу повеќе едукативна позадина, барем за историја. Историја, географија. Јас не сум бил добар во историја и во географија, никогаш не сум бил добар во тоа. Апсолутно не, ама кога се решив да напишам, кога сфатив дека од тој период ми се случува, дека таму треба да се случува, реков Јован, седни сериозно фати се за пработка на тој историски период. Како се облекувале, во кои години што јаделе, кои права им биле дозволени, нели, војната, политичката состојба, тоа е важно. Ако правиш временски скок во пишувањето, затоа што сепак е книга која што не прилично е пробиена на книжен пазар и не сакав по 3 книги, четвртата да биде нешто исто или помалкото, требаше да биде и издржано со историски факти, па и да е како да кажам, да е и од едукативен карактер. Кажи ми, спомена дека си имал голема поддршка од пријателите. Сметаш ли дека е развиена љубовта кон литературата, книжевноста, општо кон читањето книги, кон споделувањето приказника и младата популација, да речеме, твоите врсници и фанатите? Да, особено по социјалните мрежи, тоа се случува масовно и на моите социјални мрежи ми пристапуваат многу рандом читатели што ми се отвараат за нивни приказни, што тоа ме чуди и би рекол дека сега
пишувањето во Македонија, за разлика од други години, е во подем, затоа што од секоја страна излегуваат најразлични блогери, автори, поети, прозаисти, што не е до некаде добро, затоа што се пласира, се што се стигне се пласира реално, и тоа што е шунт, тоа што е вредна, ама сепак е во подем и барем ако ништо друго се почитува пишуваниот збор и многу луѓе кои што пред тоа не го почитувале тоа и не го знаеле тоа, сега се навлечуваат на тоа и многу од нив знаеле да ми пристапат со коментар како на пример јас не читав пред тоа книги, дури не ја прочитав твојата книга. И тоа е нешто што наистина знаеш дека успеваш во тоа што го правиш. Спомена дека во првата книга имаш и поезија. Што е она што тебе повеќе те привлекува, прозата или поезијата? И мислиш ли кон нешто да се насочиш? Проза, одамна сум насочен кон проза и само проза, особено големи прозни дела, па дури и сценарија и драми. Ама поезија не е моја работа дефинитивно. Поезија знаев да напишам до втора година средна, сега поима немам и тоа не е срамно да се каже. Поема да, ама тоа е некој вид на прозно дело. Зборуваме за конкретна поезија, особено со рима и со други стилски фигури кои што не умеам да ги ставам во поезија. Дури имам пробано да напишам песна, не иде едноставно, што не иде, не таму, не чепкам, не сакам да пробам да пласирам така нешто на пазарот што не е мое. До сега задоволен си од приемот на читателите за твоите досегашни дела, успешно ли можеш ли да дадеш таква оценка дека успешно се пласираш на книжевниот пазар? Прилично, ако да кажам сега, тие се тие што треба да одлучат. Најверојатно би требал да правам анкета и во живо и на социјални мрежи. Не сум тој што ќе кажа колку успешно се пласирал, само можам да ти кажам дека сум задоволен од тоа што сум го очекувал и тој мит, таа измислица дека во Македонија уметност не се живее, ако се пробиеш, ако знаеш како, каде и што. Не можеш да издадеш книга, не можеш да направиш спот на песна, да испееш, да направиш било кое уметничко дело и да очекуваш од утре да земаш ти редовна плата и примање од тоа. Не е возможно, туку ако умееш да го направиш тоа, се живее, се преживува, затоа што ако си во топ 5, топ 10, да. Понатаму не. Многу од авторите кои тоа го пласираат како мит дека не се живее од пишување, се најчесто од постарата генерација и некои кои што не се бавеле со маркетинг, со PR, со било што, со дизајн, со медиуми. А некој кој што знае психологијата на народот што сака, а истовремено да се поклопува и со тоа што тој го пишува тоа, и како тоа е добра сделка. Но потребно ли е за тоа тим на луѓе или може самиот автор сето тоа сам да го заврши? Кој е процесот
се изработува делото, треба тоа да се испечати, за тоа требаат финанси и така натаму и така натаму. Не авторот сам дефинитивно. Во оваа држава не потребни се тим на луѓе, како например ете за почеток да е лектор, рецензент, дизајнер, книжевен критичар, потоа и како е важен дизајнот, самиот маркетинг, пиарот, колку ако си во издавачка, нели, куќа, колку таа издавачка куќа ќе застане за тебе, ќе те поддржи, ќе те промовира. Не може да се очекува да книгата колку и да ти е добра, да седи само на една полица и да очекуваш да е продавана или да е сакана, да е зборувана или пак да се работуваш од неја. Самата книга е продукт и во продуктот се инвестира. Да, уметноста, кога правиш уметност, тоа е чисто уметност, ама кога ја пласираш во јавност, вали да си свесен дека тоа е вид на продукт што го нудиш. И за тој продукт потребен е ангажман, тим на луѓе, како што кажав, пиари, се остало. На самиот почеток, додека еден автор ги нема сите овие луѓе, нели, покрај себе, предпоставувам сето финансирање доаѓа од сопствениот джеп или од нели најблиските, родителите и така. Да. Сега, фала Богу, најверојатно универзумот работеше за мене, па првата книга кога издадов имав и одредена публика, само за тоа што самиот решив да се пробијам на социјални мрежи, се направив блог, направив, паметам, тогаш беше актуелна Facebook страна, каде што за мојот тогашно време беше нереално да имаш 15.000 верни читатели. Мислам, тие што те следат. Така да, сам си ја направив платформата и затоа најверојатно се исплатеше да инвестираат моите или јас во една книга. Кажи ми што вака поемотивно да дадеш и нам парче од твојата душа, што за тебе значи пишувањето? Се гледаш ли себе се го идни на ново поле? Да, јас го правев од хоби прва, а сега го работам. Да, пак е хоби, пак е споредна професија, ама го работам ова во светот, каде што кога човек би излегол од држава, би знаел дека ова е професија реална. Сега, кога јас сум тажен, имам некои депресивни моменти, кога нешто било што негативно ми се случува во животниот период, ќе седнам да пишувам, не секогаш, ама кога ќе седнам да пишувам, го чувствувам тоа како товар, како камен да те во гради. И кога ќе почнеш да пишуваш, магично е како ствари како каменот со секоја наредна реченица, како каменот да се прелива во течна состојба и само да испарува од тебе. Така како доживувам и понатаму постои тој проблем, тој феномен, ама во моментот сум се испразнил и таа мощна од мене не кој има ниту алкохолот, ниту никој. Така да порокот ми е пишувањето.
секогаш емотивно сум знаел дури во самите книги, што не се моја приказна лична, туку се измислена, фиктивна, имам своји автобиографски моменти, што да ме прашаш сега кои се, не знам да ти ги кажам, затоа што сум ги пишувал во моменти кога баш тоа ми требало на мене. Со други зборови, во многу сцени од некоја книга моја, лошо му се случува на ликот, затоа што во тој период ми се случувало лошо и на мене. И кога ќе се поврзеш со ликот, се чувствуваш како да треба да му раскажеш што се случило или како треба да го оштетиш и него ако ти си оштетен. Така му доаѓа. Кажи ми, работиш ли на нешто ново сега во момент? Посветен си ли на некое ново дело? Да, се вратив на жанрот кој најмногу ме привлекува, како Сенки на полноќ, тоа е мистерија, трилер. Работам на нешто ново и пак ќе биде во издаваштвото на култура. Пак е нешто се лична, како Сенки на полноќ, само во многу позрело пакување. Само што се уште не сум открила, ама ете, се работи за лик кој што има такво психичко пореметување да е таков злосторник, па и не баш злосторник кога ќе му ја разберете позадината и причината на крајот од книгата. Сакам сега да е нешто пак во тој стил, ама да е нешто сосема ново. Само чекам да уште гледам дека не е ни падната во збудата од четвртата книга и сакам тоа да се случи. И кога сум спремен да продолжам со ново дела, ќе го направам тоа. Чувствуваш ли дека зрееш и самиот ти со секоја нова наредна книга? Учиш ли нешто ново? Имаш ли така? Да, со секоја книга, кога се враќам на истата, си зборувам на себе, Иван, како си опишувал ова? Како си можел? И така е, секој автор кој што ќе каже дека е издво пишувањето или лаже или не е автор. Затоа што секоја книга означува еден дел од мојот живот. И тоа што сега би го пишувал, ќе означува тоа што ми се случувало на мене на емотивен план во средна година. И секој пат е чудно кога ќе свртиш на претходното дело и си викаш како си можел ова, си можел подобро, многу, не ти требало вака, не ти требало така, па сега ајде да го исправиш, ама не, кога ќе размислиш во тој период од мојот живот сум имал тоа да го нафрлам, сум имал тоа да го понудам на маса и тоа сум го дал. Секоја книга е максимумот од мене во тој период и сум најверојатно горд на секој период и кога планирам да продолжам со ова и во иднина се гледам со не знам со тоа добло од ова, затоа што пасија ми е, љубов ми е, нешто со кое се празнам, а кога ќе се испразниш, се чувствуваш исполнет. Тоа е многу контрадиктивно. Да, парадоксално е многу. Кажи ми за крај, мислиш ли дека во земјава малку е подзаборавена литературата, книжевноста, навиката за читање? Сметаш ли дека треба да има поедни настани на кои што ќе се промовира литературата и книжевноста, да се потикнат младите повеќе да се ориентираат кон таа област? Мислиш ли дека тоа малку ни фали?
со оглед на нели секојдневните случувања кои го окупираат нашето внимание. Да. Мислам дека сега спомнав дека денеска литературата е во подем и навистина е и сум горд на тоа. Ама за кога би требало да се смени нешто, да. Сметам дека имаме премногу фокус ставено на неважни работи што не се случуваат, без некогаш да знаеме да побегнеме во некоја книга или во некој текст, да се задлабочиме во туѓи емоции што тие ги преточиле на хартија. Мислам дека кога би се потрудиле, би направиле уште повеќе да е уметноста на повисоко ниво, затоа што зборувајќи за уметност, било која уметност во земјава не функционира баш како што треба да функционира, па затоа и многу артисти кои што се не само автори, си земат за права да прават своји дела ширум Балкан, затоа што тој третман што го добиваш овде како уметник и не е баш тој третман што треба да го добиеш. Премногу сме заразени со политика, со тоа што ќе се случи, со тоа како ние да се справиме со нешто што не е наш проблем. Така да кога би имала уметноста повеќе време дадено, кога би имала повеќе место на медиумскиот простор, тогаш би зборувале по друга соба. Фала ти многу и ти посакувам уште многу книги. Фала и на вас на поканата.